Почетокот на април сме. Морам да ја тргнам малце маската, иако не смеам веќе на јавен простор воопшто, според последните протоколи, никако без маска. Ќе ви објаснам подоцна за тоа. Значи, да стартувам. Почетокот на април, прекрасно време, сончево. Обично ова време секогаш годините назад бевме на плажи и започнуваше на некој начин сезоната. Оваа година, како никогаш досега, дури и полошо од минатата година, кога беше во ек пандемијата на корона и кога сите беа многу повеќе подисплашени, би рекол, Малта затворена, празна и со протоколи кои што на некој начин ми се вон логика. А зошто е тоа така? Во денешната епизода подлабоко и подетално, чекор низ чекор. Па вие на крајот пресудете сами и донесете свој став дали е тоа нормално. Стартуваме. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Multis. Entertainment, vacancies, week top stories Successful people for all Macedonians out there. on Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Вака се затворени сите барови, сите локали, буквално сите ресторани, сите продавници, семо оние што се за храна, тие се отворени и оние што се регистрирани како книжарници. Вакво затварање, како што реков и на почетокот, немало. Погледнете го само овој парк. Ова во април или во мај невозможно да беше вако празен. Детскиот парк, ќе проминеме и понатаму малце подоцна и ќе се придвижиме кон тоа, па ако можам нормално деца колку можат да се сликаат само далеко да видите колку е празен. Ова што го гледате сето зад мене, буквално нема ни еден малтежанец. Тоа ви тврдам 100%, бидејќи и прошетав пред да почнеме со снимање. Тоа се странци, меѓу кои и мојата фамилија, нормално, затоа што нема многу места кои што се отворени и за шетање и кои што може да се поминува прекрасно сончево убаво време. Сега, сето тоа е во функција на некој начин, бидејќи се спроведува вакцинирањето. И може да има оправдување до некаде. Но комплетното затворање нема логика, посебно на вака отворени простори, на вака прекрасно сончево време, ако се држат оние главни протоколарни мерки во функција, тоа се дистанцата, маската, која што веќе е задолжителна, па еве нека и на отворен простор ако сте во некој близок контакт. Но инаку се друго не велам дека јас сметам, туку студиите кои што се издадени исто да го кажуваат, дека повеќе се од штета отколку од корист. Малта досега, до овој ден, додека снимаме емисијата,
има вакцинирано некаде околу 185 до 190 илјади жители. Од вкупно бројка меѓу 450 и 470-80 илјади жители. Со втората вакцина некаде се достигнува и бројката од 90 илјади. Што значи? Овие мерки кои што се прогласени дека ќе траат до 11 април, можно е да бидат прекинати ако случајно до 11 април се достигне бројката од скоро 60% на вакцинирано население. Не верувам искрено дека таа бројка ќе се постигне до 11 април, но дека до крајот на април, ќе се постигне и дека од мај ќе стартуваат отворањето на сите бизниси кои што беа зафатени со овие рестрикции, тоа е скоро повеќе од сигурно. И од тогаш натаму веќе се очекува дека нема да постојат никакви рестрикции. Но да не заборавиме, Малта е остров кој што не може да живее сам од себе, а за комплетно функционирање на бизнисот потребно е цела Европска Унија да биде комплетно отворена. Така не најавуваат деновите кои што се пред нас. А пред малку ви споменав, каде се малтежаните. Тоа е еден феномен кој што да не се случеше ковидот и да не бев тука, немаше да верувам дека е возможен. И не верувам дека на некое друго место се случува. Ги гледате ли оние автомобили таму наредени? Нормално поради приватната заштита на нивната дискреција и приватност, јас ќе бидам овде, нема да се доближам, но верувајте ми на зборот дека е така. Ако бидете во Малта следниот период, ќе се уверите, обрнете вниманието. Токму тие автомобили таму се полни со луѓе. Овој пат, бидејќи такви се протоколите, може само по двајца да бидат на отворен простор, внатре се само по двајца. Малтежани имаат обичај да нарачаат, да купат кафе за носење или сендвич и да седат по час, два, понекогаш и 3 во своите автомобили. Воопшто не излегуваат. Комплетен страф. Така јас би рекол, така би го квалификувал. Може би ви изгледа премногу силно кажано или премногу тешко кажано, но немам воопшто никакво друго објаснување на тоа. Да, токму тие автомобили се единственото прибежиште да излезат од својот дом, а да не се мешаат со странците или со луѓето кои што сакаат да го искористат чистиот воздух, морето и сонцето во овој период. Неверојатно, но 2 до 3 часа да седите во својот автомобил на ова сонце, да пиете кафе и да речете дека сте надвор, мене ми е малце чудно. Но тоа е Малта. Се случува и не е невообичаено. Просто секојдневно. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Игралиштата детски веќе не се исто како што беа, а штета е навистина за едно вакво време да бидат празни и полупразни. Тоа пак ќе кажам, најчесто со странци. Сега ќе појдам, ќе ги прашам дел од децата, нормално морам да ги заштитам и затоа ќе го искористам и мојот син, кој што е внатре со неговите другарчиња, па ако фатам некој плюс што ќе може да збори и што ќе сака да збори, родителите ми одобрија, да видите која е таа, според мене, катастрофа деца на 3 до 4 години веќе да ги обременуваме со овие тешки протоколи и тешки времења. Но факт е, мора, нема друг излез од оваа ситуација и мора и тие да бидат втурнати во вртлогот кој што го живееме и ние. Се надевам дека еден ден ќе заврши се ова или ќе мора тие да се сетираат на новите времења. Да тргнеме, ајде. Лео! Да, морам да го икам. Дојди малку, тата. Кажи ми, зошто не си во училиште? Зашто учителката има ковид. И ти не си во училиште? Да. Добро, а другарка ти може да ја прашаме? Да. Ајде, викни ја.
Сега и неја ќе ја прашаме. Кажи ми ти зошто не си во училиште? Zato što korona. Затоа што е корона. Добро, мислам дека се е јасно. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Тука е и крајот на денешново издание, кое што еве го направивме во овие услови со протоколите и со новите стандарди, за кои што позборувавме подетално чекор во чекор. Жално е што овој остров и можностите што ги нуди оваа природа, ова чисто море, чист воздух, не се користи во максимум, но тоа е тоа. Се надам дека сето ова ќе заврши, можеби не на 11 април, како што се најавува сега и до кога се задржани овие протоколи, но дека до крајот на април и почетокот на мај повторно ќе уживаме. Тука е и крајот на денешново издание. Останете уште малку со што беше она интересно аут и што беше ин во изминатите 7 дена. Се гледаме следната недела со нови интересни податоци. Се надевам во отворено време и отворен остров. L'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1.
start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.